Причина за свикување на ова пресконференција е вчерашната изјава на господин Мирослав Стојановски околу наводните штрајкови, состојбата во јавно предпријатие Чистота и зеленило и околу наводите дека директорот на јавно предпријатие не бил на работното место. Значи, да ви кажам дека јавно предпријатие Чистота и зеленило редовно ги извршува своите работни задачи и обврски. Платата, јавноска плата ќе се даде до крај на месец. Значи, платите редовно се исплатуваат на вработените, со тоа што јас вчера цел ден бев на своето работно место. Значи, тука е председателот на синдикат, никакви најави, ни ш од штрајк, никакви наводи за наводно организирање на вработените за неисполнување на работните обврски задачи. Значи, не случајно го правиме и ова од ова место, бидејќи од тука поаѓаат, тргнуваат камионите и од тука се изнесува сметот, сите вработени се на своите работни места и работните задачи ги извршуваат редовно. Имам неколку прашања до господин Мирослав Стојановски, кандидат за советничка листа на ВМРО-ДПМН со број 10. Дали, односно според сите законски правила и прописи, позитивно, штрајкот го организира синдикатот, председателот на синдикат, заедно со извршниот одбор на синдикат. Дали тој го организира штрајкот и дали тој го најави штрајк? Второ прашање, дали вчера ме барал на работно место, каде што јас бев, и од каде знае дека не сум бил на работно место? Нека одговори на комуналската јавност за која неисплатена плата зборуваше вчера во јавно предпријатие Чистота и зеленило. Заради вистината, заради објективноста на известување, односно заради вистината која треба да ја знаат граѓаните на град Куманово, би сакал да одговори Мирослав Стојановски на овие мои поставени прашања. Дали се работи за намера, за лоша, добра намера, тоа ќе го препознаат граѓаните на град Куманово, бидејќи ова што се работи е притисок врз вработените во јавно предпријатие Чистота и зеленило за ширење на дезинформации, за ширење на невистини и на лаги. Благодарам. Да не се злоупотребуваат правата на работниците и да се користат во политички цели. Јас како председател на синдикат немам никаков штрајк, нити организиран, нити најава за штрајк, затоа што и нема основ за тако нешто. И уште еднаш би замолил, значи, политички да не се користат нашите права на работниците. Ако треба некој друг да ги заштити, тоа е синдикатот. Значи, вчера тоа што беше состанок на синдикален одбор, како председател на синдикат го имам тоа право и треба да разговараме на таа тема, че заплатата има уште услови за да се даде до крајот на месецот. Се друго што ќе се остави на синдикат. Ние да си ги решаваме нашите проблеми. Така.